Фудбалерките на Кочани го запишаа својот 10-ти сезонски пораз, откако загубија на домашен терен од шампионот Љуботен со резултатот 0-7 во рамки на 12-тото коло на првата женска фудбалска лига. Сосем очекувано беше високата победа за лидерот и шампионот од Тетово, кој лесно стигна до нова победа во фудбалската елита во женска конкуренција и со тоа го чува првото место на табелата. Во Македонска каменица се одигра дерби меч на САС и Јас Юнајтед. Трите бодови стана дома, откако рударките беа подобри со 2-0 против струшкиот тим. Овој резултат прави израмнување во горниот дел од табелата. Дербито од дното на табелата го доби Речица, која во битола со минимални 0-1 славеше над Топгол, а пак и Статов без проблеми со 2-0 прокнежи триумф над дебитантот Вардар. Во Струмица голот на Ана Боризовска го реши победникот. Скопје со минимални 0-1 славеше над Тиверија Брер и така продолжува да го следи чекорот на лидерот Љуботен. На врвото останал Љуботен. Шампионот има 34 бодови низ непоразен темп, додека пак Скопје останал на второто место со бод помалку, односно 33 освоени бодови и прави притисок за првото место во обид да избие начелната позиција. Тиверија Брер останува трета со 24 бодови, додека пак Каменица САС сега е на четвртото место со 21 освоен бод. И Статов и Јас Юнајтед го делат петото место со по 20 бодови и веднаш следува пресек на екипите кои ќе се борат за опстанок. Во најдобра ситуација е Речица, која е седма со 10 бодови, практично овој тим е во најдобра ситуација за опстанок во однос на конкурентите. Вардар е 8 со 5 бодови, Топгол е 9 или во бара зоната со 4 бодови, а толку има и тимот на Кочани кој е на дното.